Мики Цилова во улога на режисер на новата детска представа театарска Малиот принц и не само на режисер, туку и адаптер на сценариото. Микице, како помина премиерата, бидејќи веќе се одржи, кога беше? Значи, премиерата беше минатиот петок, 6 ноември, од 19 часот. Па заради сета ситуација, како што моментално сега се наоѓаме, јас сум задоволна како течеше премиерата. Колку што ни е дозволено да одиме со 30% капацитет од посетителите, посетена беше. И јас сум задоволна како помина сета премиера, представа, значи не е исто како со нели цела полна да биде цела сала, значи еуфоријата е подруга, меѓутоа јас сум задоволна како помина сета представа, значи дечките се задоволни. Баш тоа го коментиравме дека не е исто кога е полна цела сала, амбиентот е друг, атмосферата е друга и кога работиме со 1/3 да речеме од капацитетот на салата. С оглед на фактот што те има и тебе во една од улогите, колку си задоволна од тоа како дечките се однесува на самата сцена? Така. Па вака, морам прве да кажам дека Малиот принц е и како лектира задолжена, значи во основно образование и тешка е како лектира, значи таа се чита во 3 различни доби од животот. Значи, еве да речеме ако е сега задолжителна во 9-то оделение, се чита да речеме 20-30 годишна возраст и кога малку ќе постариме во подмината возрастна, мислам, доба. И во секое читање има различна цел, поента, различни пораки носе и тие пораки секој различно може да ги разбере. Дечките доста добро се снајдоа во представата и во целиот текст, затоа што текстот на Малиот принц е тие. Тие е текстот, не може да ставиш нешто друго. Се потрудив сите можни елементи и сегменти, сценографијата ја видовте, значи тие што ја посетија представата, видоа дека имаме ни мала планета направена, рачно изработена, имаме авион, исто така рачно изработен, имаме планети, имаме звезди, значи Малиот принц е тоа. Тие што ја прочитале книгата, ќе видат дека ги офатиме сите можни елементи и на доста описен начин се прикажани сите ликови што се во самата лектира или книга. За прв пат на сцената имаме ликови што се, значи, ликови, возрастни ликови, меѓутоа ги глумат животни. Значи, не е направено баш онака животно како што тоа може да се направи во басните, туку е направено нацртано е, значи на самиот актер. И јас сум задоволна затоа што децата се снајдоа во сета таа ситуација. Значи, змијата е едниот од ликовите и лисицата се оние животните што се појавуваат и во книгата и во самата представа. Значи, доста добро сето тоа излезе. Внеси малку живост во представата, затоа што имаме само еден главен јунак, тоа е принцот. И принцот повеќе е наративна представата, значи зборува за розата, па се појавува розата исто како жив елемент, значи немаме само цвеќе роза, туку имаме и жив елемент, значи тоа е актер, глумец. И јас мислам дека дечките многу убаво ја прифатија адаптацијата на текстот, се снајдоа, голем дел од дечките рекоа дека ја омилена им книгата Малиот принц и мислам дека затоа што многу од сите елементи подробно го извежба и текстот и играта и затоа и толку беше успешно тоа на сцена. Кој ги толкува улогите во представата? Да ги спомнеме дечките екипите. Да. Значи тоа се веќе познати актерска екипа што еве долги години работам со тие деца и на еден начин можам да ги пофалам дека тие имаат богато искуство како за аматери, што се средношколци, што веќе и полнолетство стекна, да речеме тука. Тоа се Стојанче Ванџелов, значи тој го толкува принцот и одлично се снајде во улогата на принц и мислам дека толку сите представи што досега сме ги работели, ова му е една од умилените
улоги што ја толкувал. Во улогата на Розата е Јована Секуловска, значи одлично одработено, имаше игра самата Роза со музика, костимографијата. Исто така, во ликот на пилотот, тоа е нараторот, ствари раскажувачот кој што ја почнува и сета приказна од Малиот принц, е Сашко Орешков. Јас сум во улогата на змијата и тие се. И лисицата, уствари да, лисицата е Кристина Јованова. Девојчето прв пат глуми и многу сум задоволна незината игра затоа што внеси посебна ја разбранува целата представа лисицата, затоа што таа треба да биде итра и треба да биде подвижна. Децата треба да го видат тоа како што е на сцена дека таа е лисицата, затоа што во книгата не се многу добро откриени што означуваат лисицата, всушност што означува змијата. Значи читателот во текот на тоа треба да открие. А тука ние ги откриваме како ликови, меѓутоа и носат големи пораки, мудри пораки, што сакаме да им ги пренесеме на децата, пред се сакаме да ги пренесеме на возрастните. Затоа реков дека представата не е само да ја изгледаат децата, туку убаво би било да дојдат да ја изгледаат и возрастните, затоа што доста мудри пораки носи и можеби децата можеби нема да ги сватат тие пораки, меѓутоа родителот е тој што треба да им ја дораскаже што всушност сакал да каже тука раскажувачот или писателот, да речеме. Добро, помина премиерата. Ќе има ли репризни изданија? Да, веќе се спрема првата репризна представа, ќе биде во понеделник на 16 ноември од 19 часот. И ги покануваме сите љубители што се на општо театарската представа, значи реков дека представата не е само за деца од помала возраст, туку може да ја гледаат сите кои што сакаат да дојдат да ја посетат и има омилена и Малиот принц и општо што се љубители на театарска представа. Ја мислам дека ситуацијата моментално е малце тешка и свесна сум заради тоа. Им благодарам и досега на сите тие што ја посетија и премиерата и веќе имаме и резервации за оваа представа сега во понеделник што ќе се случува. Многу им благодарам затоа што доаѓаат, знам какво е тешко времето, меѓутоа сакаме малце да внесиме некој културно збиднување и да ги изрелаксират малце мислите од ситуацијата во која што моментално сите се наоѓаме. Микица, морам да те прашам за крај, се ближи нова година, обично театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе подготвува новогодишни изненадувања за најмладите, нормално пак ќе речам твоја бранша, ќе има ли нешто? Да, секако нема да ги оставиме дечките така, значи се подготвувам нешто новогодишна представа ќе има. Сега дали ќе ги поврзиме со веќе видени ликови, затоа што ние пред месец и пол-два имавме уште една премиера, тоа беше со живите скулптури. Па можеби ќе ги поврзиме живите скулптури со Дедо Мраз, посета на Дедо Мраз. Значи се уште, али ќе има нова представа, значи се подготвува тоа и нема да ги оставиме, значи дечките мораме да ги израдуваме новогодишно во новогодишно издание. И морам само да кажам дека сум многу задоволна од сценографијата како излезе и сум задоволна од костюмографијата. Значи морам да и се заблагодарам на мојата колешка Сара Милевска затоа што таа е задолжена за да ние изгледаме перфектно така како што изгледаме на сцена, затоа што костимот е многу битен фактор за да може еден актер да се пронајде во ликот. Барем јас така се чувствувам, значи кога човек е облечен во тоа што треба да го глуми, без разлика дали станува збор за јас можам да зборувам за детските представи затоа што тоа ми е многу познато. Ликот на змијата ми беше тежок додека го изработам, затоа што не ми беше јасно да не ги збунам децата. Обично дали е негативен ликот, дали е позитивен ликот затоа што е змија, меѓутоа змијата е многу мудра на сцената, исто како и лисицата, и нашите костими се малце изделуваат од обичните костими, исто и шминката. И заради тоа сум многу задоволна. И испадна така како што очекував, сакав, дури можеби подобро тоа што очекував излезе.
али тоа е кога имате добар тим, добра екипа и затоа им се заблагодаруваме и на сите вработени во Домот на културата за поддршката што ни ја дадоа. Исто и се заблагодарувам и на директорката Јулијана Ториманџова затоа што во ова невреме, значи тешко време, знаеме како е, цело време ја даваше поддршката и сакаше нешто да реализираме. Значи со доза на внимателност, внимававме, ги почитувавме сите мерки, протоколи, внимававме затоа што работиме со деца, да не се случи нешто, меѓутоа одлично излезе и јас сум многу задоволна. Сите сме ние задоволни како излезе и што ете успеавме да дадиме една и две премиери, да речеме, во годината во која што сакавме да ги реализираме, ама ете, ако е ситуација каде што е малце нели тешко, меѓутоа ние успеавме да го направиме тоа. Значи се видиме понеделник 19 часа. Да, ги покануваме сите, еви уште еднаш, кој сака може да дојде да си купи карта и да ја погледне представата. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари.